денеска за прекрасната атмосфера и одлична енергија на Golden Beach се погрижи бендот Марко Логаут, кој моментално сме тука токму со нив, па да ве прашам пред се како сте денеска и како се поминавте на денешната забава во Охрид. Ние како сме си одлични, не само ја, целиот бенд е предобар. Да, денеска си поминавме преобо, не сме биле во Охрид, не сме биле во Охрид. Не сме, време не сме биле во Охрид. Си поминавме преобово. Фала уште еднашка за Охрид, фала за преобова атмосфера, за пеење, за сите аплаузи. Много е мило дека сме прв пат кај вас на телевизија. Да, ептен ми е мило, да. Не. Надевам и на следни соработки. Да, сигурно не. Кој беше највесел денеска? Кој од публиката ви оставите така највеќе впечаток? Од публика? Не можем да одаберам, тоа е веќе, види тоа е. Она девојчето што седеше десно седеше едно девојче, така плавкасто према црно, тоа беше највесело. Како ти освои Не може жена ми ќе ме види на телевизија да се зеза. Вистина, пази што правиш младци. Пази што правиш. Вие неодамна имате нова песна која се вика Прв потек, па кој беше вашиот најголем животен прв потек за кој до ден денеска го паметите? Мојот личен, од кога се преселив во од мене првиот потек, најбитен прв потек е кога се преселив во оваа држава и сватив дека уствари јас можеби знам да пеам и почнав да свирам и почнав да пеам. И ден денеска сум тоа што сум поради причина дека направив прв потек, се одлучив дека треба да пробам да го правам тоа што го сакам и ден денеска го правам тоа што го сакам и тоа е мојот прв потек. На други ве каже фијама мојот е поглуп скрос од него. Да го слушнеме. Ништо не ми вреди џабе. Кратко, ајде, може некој ќе се инспирира. Па, што знам, мојот прв потек беше кога ги сретнав нив двајца. Сега ми го зема мојот прв потек. А втор потек ми беше нив двајца кога ги сретнав. Сега кој е побитно, првиот или вториот потек? Па уствари на Марко е најбитен потекот. Ме разбираш, да не доеше Марко у Македонија, се немаше да свириме. Ќе свиривме метал некој нешто. Fair enough. Да, скроз fair enough. А колку е важно да се скрши мразот и да се направи тој прв чекор во животот, во кариерата, во љубовта, во било што? Дали треба да искочиме од комфорт зоната и да направиме чекор напред? Секако тоа валја поента. Треба да си бидеш свој, треба да си бидеш комплетно слободен, зашто што поента во животот е валја тоа. Да си пратиш својот пат, да си пратиш својот сон и све ќе си иде по редослед, све ќе си дојде на своје место, али мора да си бидеш сам ти. Ако не си ти, автентичен, така е. Тоа е правиот збор, автентичен. Ако не си, нема никогаш да биде тоа, ме разбираш, така да. Тие зависи како ги свириш. Убав море. Дали некогаш сте ризикувале се, например, за една песна или за некоја љубов во вашиот живот? Чекај се малце. Две сфери ми постои прашање, види се, за песна или за љубов? Во секоја свирка, во секоја песна, нонстоп ризикуваме цело време. Животот е ризик. Животот ни е Така го кажува во песната, така да ќе мора да ја преслушаш, ќе слушаш текстот, така да во текстот си кажува дека е ризик живот. Све во животот е ризик. Така да ризик ствара капитал. Знаеш така каже кога мене во Србија, така да јас стојам одговорно позади тоа. Ако не ризикуваш, не можеш да знаеш што те чака позади тоа брдо, така да мора да си го качиш. Па ако позади тоа брдо е уште едно брдо, онда мора да ризикуваш уште едно брдо. Така да све во животот ризик. Значи колку ќе сакаш да се потрудиш за да си ризикуваш, толку ќе имаш да кажем некој фидбек, да можеш да си машташ дека ќе ти се врати некојаш нешто, али мора да ризикуваш. Тоа е поента на животот, така да секој ризик е сладок, има и лоши и добри искуства, секој лоши искуства те прави да си поголем човек. Така да немој да се луѓе плашите од лошото, затоа што лошо е толку многу убаво, затоа што те учи на нешто многу битно во животот. А што е посладко, самиот успех или целта и патот кон него? Да, успех. Не се согласам. Знаеш зашто? Зато не, вистина, зашто не? Затоа што тој патот што се оди е толку многу сладок, затоа што кога не знаеш ни кој си ни што си во почетокот, обични луѓе те дефинираат и кажуваат и кој си, што си, зошто си. Проблем е што ако некој добие нешто онака преко ноќ, му треба време да го свати колку ствари тоа многу значи. Затоа треба да почнеш од почетокот, затоа што секој почеток толку многу сладок, затоа што тоа е нешто што е стварно безценето, нешто што нема цена, навистина нема цена. Така да поубаво е да си има степ бај степ и да си осетиш како изгледа тоа. Ево, например, во ситуација кај нас, ние стварно не сме биле активни, зборам на музичка сцена, да креираме нешто многу години.
се толико ми убаво дека пак се враќаме и као се чувствам дека се враќаме од почеток, да знаеш колку интересно, као фуле нова волја, фуле нов почеток. Да, и тоа брдо што ти го зборам, jer не знам што ме чека позади тоа брдо, така да Јас знам, мора некој друг пат сигурно. Друг пат не чека позади тоа брдо и ќе изризикуваме све. Иначе одговор на твоето прашање е категорично успех, бато скроз. па Не, добро. али јас да. Јас се согласувам дека делот од твоето прашање јесте успехот. Успехот и е битен, не кажам дека не е, али мислам дека треба да го заслужиш секако. Така да само работете се, уживајте се, ама работете го со љубов. Тоа е најбитната работа. Мора да е со љубов. А што мислиш за тиете што велиш дека добиваат успех преку ноќ? Дали е тоа возможно воопшто? Како не е возможно, па знаеш колку артисти во животот си добија моќи и пажња преку ноќ, они не знаеа дека пошто денеска во денешното време маркетинг е стварно многу битна работа. И на пример, еве да не ги зборам сега странските пејачи, кога пошто стварно можеш преку ноќ да успееш вака, доволно ти е да рефрен, еден кичи момент, поготово со ново време, TikTok, Instagram, инфлуенсери вамо тамо, значи е многу полесно да си станеш онака баш преку ноќ славен, да речем. Меѓутоа, пак ќе се вратам на моето лично мишљење дека е многу побитно да почнеш од почеток, да го градиш тоа што го сакаш и луѓето стварно да те осетат од почеток, затоа што од мојата страна, гледиште дека ми е многу помило да дојдат 1000 луѓе што го разбираат Марко Логаут и е таа љубов и таа емоција што јас се пружам, него да дојдат наеднаш, не знам, милион луѓе, а да се уште не знаат да препознаат тоа што вистина јас сакам да го кажам, така да окей, се согласувам и со Никола до некаде, али Мора да се согласувате со вашите колеги. Да, се согласувам до некаде. А доколку би можеле да се вратите назад во времето, дали би промениле нешто во вашата кариера? Какво прашање. Секој пат кога се враќам од свирка, највидно прашање. Моја мишљење, после прашање другите, верувај ми, значи да можам да се вратам од почетокот. Не би сменил ни еден промил од мојот живот. Значи секој момент, секој миг, сите луѓе што помине мојот живот се толку драги, секој момент е толку многу битан, врежан во моето срце, така да не би сменил апсолутно ништо. А вие? Прво не би се вратил, немам потреба, а второ не би сменил баш ништо. Баш ништо. Вие? Ништо не би сменил, затоа што се што се случи доведе до тоа да сме сега кај што сме. Скроз. Исто ништо не би сменил затоа што се е со причина и сите сме требале да го поминеме пат што треба. Исто и јас не би сменил. А која е најлудата порака што ја имате добиено од ваш обожавател? Дали има нешто така? Не можам да идам до толку далеко. Малце нешто, Фала не ти. мора се да ни Не, откриете, многу барем малце лудо, нешто. лудо. Лудо и премногу лудо, веруваме. Ај нешто помалку лудо. Па не може види или е се, лудо, или е лудо или не е лудо. Така да реално би го задржал, не ми се љути, би го задржал затоа што можеби младиве стварно сака да го слушнат ово во нашето време. Дури и лудо беше премногу лудо. Ние сме малце постари, така да ќе го задржам за себе дефинитивно. Стари сме. Да, стари сме. Да, стари сме. Али сме вољни. Вољни А сме. имавме многу луди работи. Да, многу не е луди убаво работи, на да, камера веруjem. да го кажуваме. Знаеш, малце е така. Ипак ќе гледаат. Да, се согласувам и ја. А која е некоја најнеобична или најинтересна сцена што се има случајно на ваш настап од публика, од некој обожавател? Дали имало некоја луда сцена? Ово имавме многу луди сцени. Се скрши пиното. Да, тоа се беше скршила? многу интересно. Да, тоа беше фул интересно. Тогаш правевме, може да ти раскажам секако. Тогаш правевме трибют концерт на Тоше. Тоа мислам дека беше 2019. Многу, не, 18 беше. Во Битола. Сега да не ти влагам да ти ширам тема, не е воопште поентата во мамедот, со нашите многу блиски пријатели од Битола што ги поздравам ако гледате ова. Со едно многу близок пријател од Битола си решивме да направиме трибют концерт на Тоше Проески, да свириме сите негови песни, тука беа ангажирани и други артисти, не знам, Александра Јалева, Виктор Апостолски, беве многу убава екипа. Ферди од Битола, многу убави луѓе се собравме, со сите поздрав. И памтам дека се качивме на бина и почнавме да свириме, тоа не знам, значи нема да треба сам. Да, тоа. Извини, видно бевме послаби од сега, ме разбираш? Колку кила цеа Па после? од 44 нешто и нагоре од сега, ме разбираш? И поентата беше дека онака во жар, вистина во жар на таа свирка, почнавме да скокам и еднаш ка сваќам дека не се гледам повеќе, не сум на бинава, не сум тука. Каде беше? Сваќам дека јас сум пропаднат до тука, ме разбираш? Над колена сум пропаднат во бина.
И битно имаше онака си пеам, луѓето ме барат, кај е Марко, беше премногу интересно. Замисли, ние свирим и го гледаме пеат што овде. Као, шо преш бата, стани. Дали До овде премногу? пропадна тубина, ама тоа. Како се соочувствате со таа сцена? Дали имавте исто можеби некои физички повреди? Не, немаме физички повреди. Генерално ние секогаш си гледаме секоја случка да си оди на позитивна страна, на смеење, на шега, на зезање, така да тоа сме се ние, такви сме се од кога се знаеме. Не бараме никогаш ништа негативно, секогаш само позитивно, така да беше преубаво, вистина преубаво. Тоа што сите се засмеа беше онака као И концертот продолжи успешно. да, концертот. Не само тој, Со луѓе во бина до овде. Да, сите други Така. концерти во чест на тоа што се помина преубаво. Така тоа некоја наредна прилика ќе ти раскажам, имавме многу други поуспешни концерти, беше преубаво и така да секоја преубава врежана мисла онака ми стои дека за сето тоа што се потрудивме да го направиме за Тоше, стварно се потрудивме, успеавме да го направиме тоа. Онда фати корона и сега да не должам небитно, меѓутоа се надевам дека сега го памти тоа као нешто преубаво, да. А како би го опишале вашиот бенд Марко Логаут со 3 збора? Само три. Откачени, тоа се извини, 1000% откачени, преискрени и како да кажам, 1000%, значи 1000% љубов дадена на тие луѓе што се дојде. 20% љубов. Значи не е битно дали се 10, дали се 15, дали се 15.000 луѓе, зашто стварно не ни менува, ние сме се ние го сакаме тоа што го правиме и ќе наставиме, дури дишеме тоа да го правиме, така да тоа сме ние. Доека не фатиме остеопороза, ме разбираш, така не. Да. А дали никогаш сте помислили да се откажете на некој подолгорочен план и дали сте имале некои тешки моменти низ кариерата и што ви поминувало тогаш низ глава и која била вашата мотивација денеска повторно да ве видиме? Ова е сега Накратко. муабет за кафе, ова сега, разбираш, мислам за подкаст дури нека. Да, со ручек се. Види, многу пати ни се случило тоа, тоест мене лично ми се десило многу пати во време на корона. Јас сум екстремно немирен дух, сите сме ние генерално луѓе со немирен дух, искачаме нон-стоп, бевме со луѓе нон-стоп, меѓутоа дојде корона, многу не смени, многу не стави во некој стопит, не знам како да го речам, едноставно, но као мора да од утре мора да станеш друг ти. И се трудевме многу пати, јас конкретно зборам за мене, а знам дека Јоди го прави исто. Се трудевме да со сила да станеме други луѓе. И денеска стварно не можам да се акумулирам целава ситуација, да сватам дека многу ме смени, стварно многу ме смени. Не мене, државата ми ја смени. Не знам како ти го обяснам, млада генерација поинаку се журка, поинаку се пренесува таа некоја замисла за нивното убаво у нашево време. Музика имаат сега. Скроз. Така да Како ги споредувате денешните генерации на изведувачи со тие некои од вашето време? Дали има тука големи разлики? Што ви се допаѓа повеќе? Нема да биде фер, не смеем јас да споредувам. Тоа што секое време има своја убавина. Секое време има своите артисти, има нешто што, на пример, многу глупо ќе звучам. Мојот, на пример, родител не можеше да го разбере тоа што можеби јас го правам. Можеби се збора, можеби. Не мојот родител, може од некој друг човек родител не може да го разбере како он ужива во тоа. Така да во моментот можеби јас не можам да разберам како што некој друг ужива во тоа, а он сега ужива, така да што некој ужива во нештото, има дефиниција на таа лепота, ме разбираш што се случува. Има фидбек, значи. Да, што има фидбек и е успешно, да. Така да не е фер, јас немам право се да кажам моја лично мишљење. Јас ако би можел да се вратам назад, да замрзнам некое време и да кажам вака сега да видам животот и тоа не би било фер. Така да секое време е многу убаво време и секој треба да си го живее, да си го ужива, така да Имаме млада генерација. Да. Тука е млада генерација, да. Свеж брана енергија и во вашиот. Да. А која песна од вашиот репертоар е омилена кај публиката? Дали има на некоја песна која особено се сите срекни? Ајде Антонио. Он има највеќе За мене лично е Без тебе од Оливер Драгоевиќ. Некако таа песна е популарна овај период и као има милион миксови и све тоа и луѓето ја знаат како химна е. Добро. А што никогаш не би направиле за популарност? Дали има некое такво нешто? Што не би направиле?
што не би Ние направиле? никогаш ништо не Колку правиме. чудно прашање постои за што не би направиле? Јас генерално не сум спремен да жртвувам ништо, искрено, зашто? Затоа што одговорив на претходно прашање дека јас ово го правам од љубов, немам потреба да жртвувам, мене ми е помило да има тие 1000 што ме разбираат, него милион што не ме разбираат. Така да не би жртвувал ништо, веруваме. А жртвуваме многу, да не се погрешно. Жртвуваме многу, значи јас имам работа, тој си има, сите ние си имаме работа, меѓутоа никој не може да нема потреба да не разбере дека ние се мачиме од понеделник до петок и одиме у петок и сабота да направиме да се чувствуваат прекрасно, али јас не барам оправдување за тоа. Тоа е жртва свесна, ме Ние разбираш. ништо не правиме за популарност. Ние правиме тоа што го сакаме. Ние само затоа што уживаме во го работата, тоа што многу е сакаме. просто. Да, да. Дали можеби би направиле некој TikTok танц или денс за Тоа популарност? очекувај. Не заради популарност, не заради популарност. Забава? Поради фул Заради забава фора. затоа што фул. Кој што види сега, ние сме веќе малце ние сме си нови во таа TikTok сфера и баш тоа се констатира изминативе месец дена. Да, зашто не пробаме да правиме ние? Па зашто ние сме си Ја ќе млади. изиграм што треба. Види, Само ние дај сме ми се- изигруем. И одма. денеска многу млади дух, со нашиот дух, сме толку многу млади што сме спремни да правиме скоро све. И очекувате многу интересантни работи, ќе вадиме уште една нова песна сега при тамо половина септември, пред крај на септември, ќе вадиме и албум, ви го кажувам и вас тоа, здравје, наредна година се надам тамо април, ќе има многу изненадување, многу интересантни нешта. Знаете, И тука сме да да не се викнете ако имате најде. некој прес. Обавезно и да знаеш само дека еве ќе ви најавам да очекувате многу луди работи што сме спремни да правиме. Еве ќе се потрудам на многу мои пријатели, нема да звучам кој секој инфлуенсер, многу луѓе ме прашуваат, не ме прашуваат многу луѓе, него имам многу блиски пријатели, например, пошто јас сум геймер, ја многу сакам да геймам. Имам многу блиски пријатели кои бе, дај почни со стримање, да. Почни со стримање да направиме што верувате ми дека ќе дадам максимум од себе, да направиме онака фул интересни некои работи, да се вратам можеби онака фул во приказна, да бидат на ситите, да бидеме, тоа сите ние на сите луѓе интересни, тоа што таа е таа нова генерација, јас ја почитувам, дури и уживам во таа новата генерација, со тебе погрешно. И јас си гледам нон-стоп јутубери, си пратам нон-стоп стримови, така Ние да. играме овдека Зашто? 2 сати на бина, зашто не би поиграле на TikTok 5 секунди? Не. Таман работа. Fair enough. Да. А интересни одговори, сега сакам да идеме малку на некои кратки, брзи прашања. Првото прашање гласи, бич бар или дискотека? Дискотека. Дискотека. Бич бар. Бич бар ти? Мене подеднакво. Едно, Да. Они се помлади. Јас сум за дискотека, извини. Дискотека. Извини, јас сум за дискотека. А денска или ноќна забава? Само ноќна. На ноќна. 100.000% ноќна, да. Концерт или помала сцена? Види, концерти од 1000 луѓе е многу озбилен концерт, така да концерт, окей, може. Концерт, концерт, да. А Скопје или Охрид? Види, јас сум преселен во Скопје од 2007 година. Значи, мајка ми е од тука и сум си поминал целата младост во Скопје. За мене Скопје е еден од најубавите градови каде што вистински се чувствувам преслободно, премирно. Охрид е стварно прекрасен и многу сакам да го посетувам Охрид на е некој друг ден. вај, друг Да не вај. ме да. Скопје има друга енергија, Охрид има Охрид е друга енергија. мирен град. За значи, джабе наречен и преубав. бисерот на Македонија. Да, така. И треба да се ужива во Охридот. Значи не да моја лично мишлење, тоа е моја лично мишлење. Охрид е бич бар, Скопје е дискотека. Може така. Скронско. Браво, браво. Да. Може. Кој од вас е најголем шеговија? Оф. Не можам да ти кажам тоа. Види се, ако кажам, може да се увреди. Ако кажам, може да се увредам, така. Не, треба да дојде со нас у кола. Да, треба Па да јас да свирка и оцена. да видиш, да. Може, се согласувам, Не, на овде не може да ти дам одговор, пошто веќе Ајде, сите подеднакво. да, сите подеднакво, може така да. Кој најмногу доцни на проби? Изволте. Јас како најмлад. Да свирки на проби, тоа све се подразбира. Воли. Да. Воли. Воли. Кој најбрзо се нервира? Кој главниот? Да, може. Најстариот секогаш со истенчени нерви, тоа е. Времето си го носи До своето. времето. Да, согласен. Кој најмногу флиртува по вашите настапи? Браво, се. Пак Видиш ме се. младиот. Фајц, Кај сме ние да свараме уста сега, разбираш. Ево се главните. Да, ние ќе ни збркаат од дома ако флиртуваме, така да не смееме. Кој најмногу се подготвува пред настап? Кој му треба најмногу време? Океј. Ево. Дишам два прса, да. Кој е најголем перфекционист?
Ево. Ево да. Ја искрено сакам да биде сега што треба. Знаеш, Волиш. Воли. Неозбино, значи едноставно сакам само да помине секој што треба заради да нема не знам ли то перфекциони. Јесте, јас. Ајде, ти се. Ајде, да не должиме јасно, да. А кој најмногу зборува, а кој е најтивок? Ево. Може некој друго прашање, веќе те волам, премногу запала ми го, упала имам око. Јас премногу збора си признам тоа, А најтивок кој е? Ево, не тивки, за тоа позади седи. Да. Он само снима, Он е седи бумњар, позади и снима, бумњар, да, ме разбираш? Знам капак да ставам. Да. Добро. А кој би преживеал најдолго на пуст остров? Ко? Ја не би отишол на пустот, мислам, глупо е скроз. Не знам, искрено. Ја не би сигурно. Не. Ја без луѓе не можам. Исто. Не може. Само природа, може и убавена, може, види. сонце. Ако има барем една, например, сендичара, нека е Ниџо 100% преживува. То ти. Ама чекај, паѓаме од авион или рандом на... Не може да ве однесеме ние. Ма не мора да ме носиш ке седам од Скопје. Да, вистина, не мора. Супер Да. сме си. Али Ниџо, те одговор ти дефинитивно Ниџо. Добро. А кој од вас најмногу троши пари? Трошимо, стварно трошимо. А на што ги трошите најмногу? На све. Пример. Само леп живот, само леп живот, веруј ме. Значи некојаш, еве сега ќе звучам многу глупо, не ќе звучам глупо. Нашата, зашто ме прашаат зашто би сменил нешто, да можам да се вратам наназад. Ништо не би сменил, зашто? Поради баш ова е една од тие причини. Ние сме се свирале на времето каде што не ќе стварно звуча глупо, ама сме се свирале во времето каде што можевме да заработуваме многу. Не ни беше тоа целта, ние сме биле спремни да одиме, да заработиме и тие истиве пари, на пример, да вистина да искочиме на строица, да одиме во диско и да ги потрошиме апсолутно И сите да пари. доплатиме плюс уште 200 Леле. Вистина. Така да нема кој не троши, сите си трошиме пошто сакаме да се живееме преубаво ние. А генерално Марко, вака, Фала. Ајде, Марко го истакнуваме како победник на оваа анкета, бидејќи он најмногу беше на ците одговори. Јас сум знаел дека треба да се бара победник, кој инако ги одговарав, али добро. Ќе земам титула, не е проблем. А ви благодарам за одвоеното време и за ова прекрасно интервју. Се надевам дека ќе продолжите со вашите убави настани и дека ќе забавувате повторно публиката на Golden Beach. Фала ви на вас, премногу ни беше мило. И стварно сакам да се држиме пак, многу си пријатен дечко, снима сите петки, значи нешто направи. Да, нешто покачување плата, пошто имаше како мало лево, мало десно, такvu игру волим ја, се шалам. Фала уште еднаш за све друштво, мило ми беше, очекувате многу интересни работи. Значи вадиме нова песна, кој не е слушнал прв потек, нека ја слушне, пошто е стварно многу интересантна песна, така да многу ми мило, па ќе се дружиме пак сега. Ние сме Марко and the Logouts, вие гледате Hype TV Македонија.